Драги ученици, на денешниот час ќе се запознаеме со атрибут од програмското подречје јазик за учениците од 7 одделение. Најпрво да повториме. Кои се главни реченични членови? Главни реченични членови се подметот и прирокот. Кои се неопходни реченични членови? Неопходни реченични членови ги учевме минатиот час, а тоа се предметот и приложките определби. Што е подмет, а што е прирок? Подметот и прирокот се главни реченични членови, додека подметот е вршителот на дејство во реченицата, а прирокот е дејството кое се врши, ќе се изврши или се вршело во реченицата. Што е предмет? Предмет е неопходен реченичен член, односно членот во реченицата врз кој што преминува глаголското дејство. Кој член во реченицата е глагол во лична глаголска форма? Тоа е прирокот кој представува основен создавачки член во реченицата и без него не може да се создаде реченица. Ајде, опишете го сладоледот. Сладоледот е вкусен, ладен, крцкав, благ, неодолив. Со какви видови на зборови го опишавме сладоледот? Со придавки. Што значи тоа? Тоа значи дека го опишавме со вкусен, ладен, крцкав, благ, неодолив. Ајде да анализираме следната реченица. Милата Ана јаде вкусен сладолед. Ќе анализираме реченицата синтаксички. Во 6 одделение ги анализиравме речениците морфолошки. Тоа значи дека ги анализиравме според видот на зборовите, а синтаксички ќе ги анализираме според функцијата која вршат зборовите во реченицата. Така, во реченицата Милата Ана јаде вкусен сладолед, Милата представува атрибут, Ана е подмет, јаде е прирок, вкусен е атрибут и сладолед е предмет. Што значи тоа? Тоа значи дека вршител на дејство во реченицата е Ана, дејството кое го врши Ана во реченицата е прирокот јаде, а членот врз кој што преминува глаголското дејство што јаде, тоа е сладолед и тоа представува предмет. Додека пак Милата представува атрибут и ја опишува Ана, додека вкусен исто представува атрибут и го опишува сладоледот. Што заклучуваме? Заклучуваме дека атрибутот е всушност второстепен реченичен член. Тоа значи дека тој не доведува до промена на структурата на реченицата, ниту пак ја менува информацијата, туку неговото отсуство во реченицата само ја осиромашува. Исто така, атрибутот ја определува именката по некоја карактеристика на предметите, суштествата и појавите. Што значи дека атрибутот ги кажува особините на именката. Како во претходната реченица, ја кажуваше особината на подметот, на Ана, Милата Ана, и ја кажуваше карактеристиката на сладоледот, вкусен сладолед. Со употребата на атрибут се збогатува не само искажаната информација, туку и сликовитоста во изразувањето. Кои зборови можат да бидат во функција на атрибут? Ајде да видиме. Вкусен сладолед. Каков збор е вкусен? Тоа е придавка. Значи, во функција на атрибут може да бидат придавките. Мој сладолед. Каков вид на збор е мој? Тоа е заменка. Значи, заменките можат да бидат во функција на атрибут. Еден сладолед. Каков вид на збор е еден? Тоа е број. Значи, броевите можат да бидат во функција на атрибут. Топче сладолед. Каков вид на збор е топче? Тоа представува именка.
Значи, именките можат да бидат во функција на атрибути. Сладолед со ванила. Тоа е именка со предлог. Значи, во функција на атрибут можат да бидат следните зборови: именките, придавките, заменките и броевите. Ајде да видиме каде може атрибутот да стои во реченицата. Атрибутот може да стои пред именката, неодолив сладолед. Исто така, атрибутот може да стои по именката. Сладолед неодолив. Што значи тоа? Дека атрибутот во реченицата може да стои пред и по именката. Вежби. Ајде да видиме колку научивте. Во следните реченици подвлечете ги атрибутите. Овошниот леден десерт кој се подготвува од замрзнато или свежо овошје содржи витамини. Музеот на сладоледот изгледа како исклучително фантастично место. И старите римјани уживале во сладоледот, па така римскиот цар Нерон мешал снег и лед донесен од планините со овошни сокови и ситно овошје и добивал мешавина слична на денешниот сладолед. Најскапиот сладолед во светот чини $25,000, а со чоколадниот десерт добивате и златна раквица со дијаманти. Сладоледот е сладок леден десерт на кој што ретко кој може да му одолее. Првиот сладолед корнет бил направен од страна на Итало Маркиони во Њујорк. Најпопуларниот вкус на сладолед во светот е ванила, а зад него се другите омилени вкусови, како чоколадо и јагода. Се верува дека една топка сладолед од ванила содржи 273 калории. Да ги провериме вашите знаења. Во првата реченица, атрибут е овошниот, леден, замрзнато и свежо. Во втората реченица, атрибути се исклучително и фантастично. Во третата реченица, атрибути се старите, римскиот, овошни, ситно, слична, денешниот. Во четвртата реченица, атрибути се најскапиот, чоколадниот и златна. Во петтата реченица, атрибути се сладок и леден. Во шестата реченица, атрибути се првиот и корнет. Во седмата реченица, атрибути се најпопуларниот и другите омилени. И во осмата реченица, атрибути се една топка од ванила. Домашна работа. Напишете песна со мотив пролет, која ќе содржи најмалку 8 стиха и во која ќе употребите атрибут и ќе ги подвлечете атрибутите.